Од останатите поуспешни покрај Тесла Model 3 вреди да се издвои и Hyundai Tucson, чија продажба порасна за вртоглави 70%. Од забележливиот пробив на кросоверите, најмногу ќарија уште и Volkswagen со T-Cross, Ford со Puma и Volvo со XC40, кои продадоа за 16 до 18% повеќе, очигледно на сметка на А-класата на Mercedes и Škoda Octavia, чија продажба се намали за 25, односно 21%. Сите овие бројки кажуваат дека картите се уште се мешаат, иако пост-ковид партијата покер е започната. Најсилните джокери за неа, сите до еден електрични, ги има Volkswagen групата и тие веќе се покажани. Така на ID4 и Škoda Enyaq и другите кои веќе на големо ги освојуваат европските пазарни пространства, ќе им се придружи и Cupra Born. Со задоцнување за останатите марки во групата, Seat со него ја започнува масовната електрификација на својата гама. Поставена на заедничката платформа и се произведува во фабриката на Volkswagen во Цвикау. Cupra Born ќе ја започне својата кариера со еден електромотор со 204 конски сили и пакет батерии од 58 киловат-часа. Набргу ќе следат верзиите со 150 и 231 конска сила, а се споменува и моќна изведба со 2 електромотора и околу 300 коњи. Сериозен настап се очекува и од Volkswagen ID5, кој е купе верзија на електричниот продажен хит ID4. Од него има задржано доста стилски елементи на кои им е додадена спортски спуштена линија на покривот. Кабината, која е скоро идентична, доби единствени комбинации на бои и амбиентално осветлување. Во поглед на погонските опции, стартот на понудата е со погон само на задната оска и 174 конски сили. Следи истата конфигурација со 204 коњи, а на врвот е GTX верзијата со 2 електромотора со вкупно 299 конски сили. Сите варијанти добија батерии од 77 киловат-часа, кои им овозможуваат автономија меѓу 480 и 520 километри, а значајно е што поддржуваат полначи од 135 киловати. Не треба да се подценува ниту Dacia Spring, освојувачот на Автобест 2022, европското признание за најдобар автомобил за парите во Европа. Со извонредна автономија и енергетска ефикасност, првиот електричен модел на романската марка на јуриш започна да ги освојува европските пазари. Настапувајќи со исклучително поволна цена, доби мисија да докаже дека електричните возила може да бидат достапни за секого. Покрај сериозните продажни резултати што ги остварува, започна да ја менува и свеста на луѓето за зелената агенда и замената на возилата со класични мотори со електрични. Посветеноста кон електричната иднина Рено доста конкретно ја докажува и со Меган и Тек. Сега со блага кросоверска форма, новото издание на популарниот француски модел целосно е подготвен за пазарното лансирање планирано за првата половина од годинава. Ке биде понуден во две верзии со 130 и 220 конски сили, со батерии од 40 или 60 киловат-часа кои обезбедуваат автономија од 300, односно 460 километри. Познати се и цените кои ќе стартуваат од 35.000 евра. Од француско-јапонската алијанса годинава конечно треба да пристигне и одложуваниот Nissan Ariya. Овој купе кросовер кој ја представува иднината на електричните возила на Nissan е поставен на нова платформа која ќе ја зголеми онаа од Leaf. Ке биде на располагање во широк диапазон верзии со моќност помеѓу 215 и 394 конски сили и автономија од 360 до 500 километри. Значајна карактеристика е и полуавтономната ProPilot технологија, а јапонците очекуваат од него годишно да продаваат по 30 до 40.000 примероци.
Силни адути имаат и корејците. Покрај Ioniq 5, кој стана германски автомобил на годината, тука е и Kia EV6, со кој ја дели заедничката механика. Појавувањето на овој модел беше навистина експлозивно. За само еден ден, откако беше представен во Јужна Кореја, собра 21.000 резервации. Не е ни чудо, бидејќи има импресивни перформанси кои ги остварува со комбинираните 585 конски сили од двата електромотора на врвната GT изведба. Максималната брзина електронски е ограничена на 260 км на час, а при питомо возење батериите од 77 кWh ќе обезбедат поминување на 400 км. Значајна особина му е и што може да напојува надворешни потрошувачи на струја и да полни друго електрично возило.